Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, драги гледачи, средечен поздрав до сите вас од студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадрици. Започнуваме нашата денешна емисија со убави мисли од Светото писмо. Денес би кажал неколку зборови за Божите ветувања кои се темел на вистинската надеж. Луѓето често ветуваат, но не секогаш исполнуваат. Човечките ветувања се ограничени, честопати се прават можеби со најдобра намера, но реалноста не надминува. Но Божите ветувања се различни. Тие се дадени од оној кој има моќ да ги секогаш исполни. Кога човекот ја гради надежта врз Божјата реч, тој стои на цврст темел. Библијата е исполнета со ветувања за присуство, сила, простување, успех и вечен живот. Тие не се празни зборови, туку божествени гаранции. Еве го денешниот библиски текст кој сакам да не охрабри сите нас. Го читаме текстот во книгата на пророк Исаја, 40 глава, 8 стих. Треба да се суши, цветот овенува, но словото на нашиот Бог останува довека. Овој стих, драги гледачи, не учи дека надежта која се потпира на Божјата реч е надеж што обстојува, преживува и победува. Надеж која се потпира на Исуса Христа, на Бога, никогаш не изневерува. Ние како луѓе ветуваме, се надеваме, но често пати сме разочарани од некого, или ние пак некого ќе разочараме, затоа што можеби не сме можеле да го исполниме тоа што сме го ветеле. Но Господ, она што секогаш го ветува и го исполнува. Има многу Божји ветувања во Библијата кои се исполниле, кои сега се исполнуваат и ќе се исполнат во скорешнина според времето што секако Бог ќе го процени за исполнување на тие негови ветувања. Нека и во овој ден во кој веќе навлеговме да ги почувствуваме Божите ветувања кои постојано зрачат од неговата љубов и милост кон сите нас. Одеме со следнава содржина во нашата програма. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Kad ja pamtim
Исцелението во сабота на човек што страдал од водена болест. Треба човекот да биде понизен и да прави добро. Парабола за големата вечера. Одречување на самите од себе си. Глава 14. Еднаш во саботен ден влезе кај еден од фарисејските старешини и јадеше леб, а тие пасеа на него. Одеднаш застана пред него еден човек болен од водена болест. И кога одговори Исус, им рече на закониците и фарисеите велејќи: Дозволено ли е да се лекува во сабота? А тие замолкна, и како се допре, го излекува и го испрати. Потоа им рече: Кој од вас, ако му падне бунар, вол или осле, нема да го извади веднаш и тоа во саботен ден? Не можеа да му одговорат на тоа, а кога забележа како поканетите избираат први места, им кажа парабола и рече: Ако те покани некој на свадба, не седнувај на првото место, за да не влезе некој од гостите и да биде со голема чест од тебе. И да не дојде оној што ве поканил и тебе и него, па да рече: Отстапи го местото на овој, и тогаш засрамен ке седнеш на последното место. Но кога ќе бидеш поканет, отиди и седни на последното место, да оној што те поканил, штом дојде да ти каже: Пријателе, премести се погоре, тогаш ќе имаш чест од гостите што седат до тебе. Зашто секој што се издига ќе биде понизен, а тој што се понизува ќе биде издигнат. А и на оној што го беше поканил му рече: Кога даваш ручек или вечера, не кани ги пријателите своји, ниту браќата своји, ни роднините своји, ниту богатите соседи, за да не те поканат и тие некогаш и да ти вратат. Но кога даваш гозба, повикај ги сиромасите, хромите, слепите. И ќе бидеш блажен, оти тие не можат да ти вратат, а ќе ти биде отплатено при воскресението на праведните. А кога го чу тоа, еден од оние што седеа со него на трпезата, му рече: Блажен е оној кој ќе јаде леб во Царството Божјо. А он му одговори: Еден човек приготви голема вечера и покани мнозина.
И кога беше време за вечера, го прати слугата свој да им каже на поканетите: дојдете, оти се е готово. И почнаа сите, како договорени, да откажуваат. Првиот му рече: купив нива и ке треба да одам да ја видам, те молам, извини ме. Вториот рече: купив 5 чифта волови и одам да ги пробам, те молам, извини ме. Третиот рече: се оженив и затоа не можам да дојдам. Кога се врати слугата, му го кажа тоа на својот господар. Тогаш се расрди домакинот на куќата и му рече на својот слуга: отиди бргу по раскрсниците и улиците градски и доведи ги тука бедните, слабите, ромите и слепите. И рече слугата: господаре, направив како што ми заповеда и уште има место. И му рече господарот на слугата: излези по патиштата и оградите и убеди ви да дојдат, за да се наполни мојот дом. Зашто ви велам, никој од поканетите нема да вкуси од вечерата моја. Оти мнозина се поканети, но малкумина се избрани. Со него одеше многу народ, а он се заврти и им рече: ако некој дојде при мене и не го намрази татка си, мајка си, жена си, децата своји, браќата и сестрите, па дури и душата своја, тој не може да биде мој ученик. И кој не го носи својот крст и не оди по мене, не може да биде мој ученик. Зашто кој од вас, сакајќи да созида кула, не ке седне најнапред да направи сметка колку ќе чини и дали има се што е потребно за низиното довршување. Да, откако ги постави темелите и не може да доврши, да не почнат сите што гледаат да му се смеат и да речат: овој човек почна да зида и не може да доврши. Или кој цар одејќи во војна против друг цар, не ке седне да се посоветува најнапред може ли со 10.000 да издржи пред оној што иде против него со 20.000. Инаку, дури е оној уште далеку, ќе прати слуги и ќе моли за мир. Така и секој од вас, кој не се откаже од се што има, не може да биде мој ученик. Солта е добро нешто, но ако таа облутави, со што ќе се соли? Ниту на земјата, ниту на ѓубрето му е потребна, па затоа ја фрлат надвор. Кој има уши да слуша, нека чуе. Денешнава тема носи наслов Крај на гревот. Од кога настанало злото, до денеска никој не може да ја објави појавата на гревот во Вселената. Во таа безгрешна Вселена, но едно сигурно, почитовни пријатели, Бог на сите интелигентни суштества им дал слободна волја на одлучување. Ниту ангелите, ниту луѓето не се создадени како автоматски машини, а уште помалку како робови на една семокина сила.
Тие се создадени како морални суштества, обдарени со разум и со слободна волја. Нимата љубов не можела да биде изнудена, зашто љубовта не е љубов ако не е доброволна. Бог е љубов, вели апостол Јован во 1 Јованова 4:8, и Бог не можел разумните суштества да не ги обдари со слобода на избор. Никој не знае колку долго во Вселената владеела совршена среќа. Наеднаш, вели Светото писмо, мирот бил прекинат. Се нашол некој што е злопотребил својата слободна волја. Наместо да го љуби својот Творец, почнал да го мрази. На општо изненадување во Вселената, ова необична промена се случила кај еден од највозвишените ангели. Тој ангел стоел најблизу до Божјиот престол по својот ранг и положба, бил прв до Христа. Овој голем херувим, засолнувач, стоел пред лицето на самиот Творец. Го озрачувале зраци на Божјата слава, така што и самиот светел, поради светлината со која отсјаувало неговото суштество и неговиот престол, тој се викал Луцифер или светлоносец. Овој славен ангел, обдарен со највисока интелигенција, ги познавал сите тајни на Вселената. Пророкот Исаја за него е што запишал: и нема тајна сокриена од него, со тоа го запишал Езекија во 28:3. Влегувал во сите тајни на творечкиот разум и вселенските простори, но не и во плановите на самиот Творец. Божите намери му биле недостапни, затоа се исполнил со завист и со љубомора. Тоа било крај на неговото совршенство, кој никој освен Бога не го забележал. Со тоа знаеме толку колку што ни открива Библијата, секако за неговиот карактер. Ти беше совршен во патиштата своји, се додека не се најде во тебе беззаконие, пишува Езекија 28:15. Иако, драги мои, сатаната, односно Луцифер, заземал висока положба, имал мудрост и убавина, тој не можел да проникне во Божите планови или во самото тројство. Така никнал гревот во неговото срце. Горделивоста го навела на грев и самоузвишувањето го предизвикало неговиот пад. Ако га паднал, не сакал повеќе ниту можел да стане. За него немало повеќе повраток, зашто ја пропуштил и последната прилика. Бог немал ништо повеќе да му пружи со што би го вратил кај себе. Не можело да му се каже ништо повеќе од она што веќе го знаел, ниту да му се понуди поголема љубов од она што тој веќе ја уживал. Бог можел да ја спречи појавата на гревот во Вселената, кога би му го одзел на Луцифера правото на слободно одлучување. Тогаш Христос не би морал да доаѓа на нашата земја. Како спасител би било непотребно да земе човечка природа и да умре за спасението на луѓето. Но на Бога не му е можно на ниедно своје суштество, би рекол, и создание да му одземе слободната волја. Бог тоа не сакал да го направи. Иако проблемот на гревот изгледал нерешив, Бог сепак нашол излез. За Божјата љубов единствен излез била пак љубовта. Библијата не знае за поголем стих или текст од овој што сега ќе го прочитам во Јован 3:16. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Мнозина се прашуваат зошто Бог веднаш не го уништил сатаната. Овој опасен ангел, веднаш штом сгрешил, со тоа да го спречи понатомошното ширење на гревот. Но кога Бог веднаш би го останил својот противник, Луцифер, навистина, тогаш би предизвикал сомнеш кај останатите светови во Вселената. Своите планови сатаната вешто ги спроведувал преку ангелите, кои не можеле веднаш да проникнат во вистинските намери на својот водач. Никој од нив не го насетувал ужасниот крај, како ќе заврши Луцифер, неговото потајно делување. Сите жители на Вселената требало да ја дознаат правата вистина за зачетникот на злото и да сватат дека во неговото срце се наоѓа омраз за нељубов.
паѓањето на земјата, овој потемниот ангел ја симнал својата маска и се покажал како човекоубиец од почетокот, како што вели апостол Јован во 8 глава во 44 стих. Неговиот бунт станал основна причина за смртта на сите земни жители. Иако на небото во почетокот зборувал дека нема ништо против возвишениот Божи син, сепак на земјата тој, сатаната, го приковал Христа на крст. На то конечно, тоа секако тој негов гест, тоа го оддало каков е неговиот карактер, зборувајќи за својот крст како за победа над сатаната. Исус кажува: и кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привличам кон себе. Уништувањето на Христовиот непријател е предвидено, драги пријатели. Со Христовата смрт на крстот и со неговото воскресение, со воскресението на Христа, сатаната е победен, но се уште не е уништен. По Христовото вознесение, победениот непријател останал на земјава и својот змиски гнев го насочил против Христовите следбеници. Значи, духовната и физичката војна против Христовите следбеници ќе стане особено жестока пред самата пропаст на сатаната. Еве што кажува апостол Лука: непријателот на секаква правда. Сатаната е непријател на секаква правда, драги пријатели. Тој ќе се буни до крај и ќе настојува што повеќе луѓе да ги заведе во грев. Иако ќе биде уништен дури во иднина, пропаста на сатаната, верувајте, е сигурна. За конечното уништување на ова стара змија која го мами сиот вселенски свет, читаме во книгата на пророк Езекија: јас ќе пуштам оган пред тебе, што ќе те проголти, јас ќе те претворам во пепел на земјата пред очите на сите што ќе те видат, пишува во Езекија 28:18. И затоа, драги пријатели, Библијата почнува со создавањето, а завршува со повторното создавање. Бог ќе го објави почетокот на создавањето на новиот свет со овие зборови: ете се ново создавам. Откровение 21:5. Они што верувале во првото создавање ќе бидат сведоци на новото создавање. Пред нас е свет без грев и грешници. Зошто и ние да не станеме негови жители? Ние одлучуваме дали ќе бидеме жители во новиот свет или не. Господи ни помогне да се најдеме сите ние во тој нов свет.
Полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна емисија. Драги гледачи, би сакал пред да се одјавиме, уште еднаш да ви понудам Нови Завет, книга над книгите, нов современ македонски превод, џепно издание, лесно се чита, со прилично добри букви, големи букви, дури без наочари може да ја читате, вие постарите, зато пишете ни на нашата адреса, на нашиот телефон 077 819 828, а ние ќе ви ја испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. Доколку сакате да изучувате Библијата, еве ви нудиме и бесплатен курс на дописната библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве не на самиот крај, драги гледачи, на ова наша денешна емисија Извор на надеж. Би сакал да ви се заблагодарам што бевте и денес со нас. Споделете ова емисија со ваши роднини и пријатели, има интересни содржини. Може исто така, значи, да им кажете да ја следат кога можат во вторник и четврток со почеток во 9 часот, што би се рекло во живо. Ми преостанува да ви посакам секој добро од Господа, да ви закажем нова средба во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија Извор на надеж е токму за вас. Ве очекуваме.